Повеќе од половина век јас пишувам песни на јазик на еден народ што го сочинуваат околу 2 милиона луѓе. Да биде мојата позиција уште поранлива, јазикот на кој што пишувам, македонскиот, е кодификуван допрва во 1945 година и јас лично сум зел извесен удел во тој чин. Од некои центри на моќ на Балканот ни се оспорува правото да пишуваме на свој јазик и да се сметаме за современа народна заедница. Некој што подобро од нас сите знае какво треба да биде устројството на светот, очевидно решил покрај големите народи и јазици да има мали народи, да има и мали народи и јазици. Нека е проклет часот кога ми кажа дека се урива црквата во Небрегово. 1000 тажачки како да почна да се гласат и да тажат во мене тогаш како темно подземје да излегува. Но самото моje детство, значи, последните жилки му се ништат. Македонската култура во еден пресуден миг имаше огромна среќа што во неа се појави еден Блаже Конески. И еве се копачи и мојот најдлабок корен. А како да сум го предусетил тоа, одамна во мене неспокојства тиштат и одамна сум морен. Постојат во секоја една култура столбови на таа култура и дека еден од столбовите е Блаже Конески. И не таа мала црква со наивно насликан пекол, со ѓаволи што го поганат ваганот на бајачката, ами самата моја снага се рони, би рекол, за да одекнува во урнатините плачка. Тој е присутен секаде околу нас. Кога се подсетувам на делото на Конески, тоа е синтагмата културна акција. Блаже Конески беше нашата инспирација. Се урива мојата заветна црква, еј луѓе, се рушат моите гробови, а залудно да викам за помош, кога туѓото е туѓо и никого не може да го боли што јас липам од самите бели дробови. Тој човек се нашол со сето свое знаење, но уште повеќе со сета своја визија и капацитет да им излезе во пресред на најважните моменти на историјата. Јас кревам клетва на часот што ми јави дека се урива црквата во Небрегово. Штура е на тој час опарената жетва и грозно значењето негово. Се констатира дека волја на македонскиот народ е тој во својата република да комуницира, да се учи, да создава на својот литературен јазик. Крај таа црквичка се раѓаше нашата верба во едината, нашата надеж во беричетот и во силата на вистината. Околу неа чудни имиња, Беливар, Коила, Орниче. Еднаш за секогаш запаметена на тоа Орниче во гробиштата, во утро есенско, Круша Горничка. Јазичното прашање било посебно
значајно за македонците и дека во моментот кога АСНОМ се јавува како тело што ја конституира македонската државност, тоа прашање не само што не било молкум поминато, ами дури било и посебно акцентирано. Непосредно по ослободувањето на Социјалистичка република Македонија беше кодифициран нашиот литературен јазик во 1945 година. И еве сега станува пепел, темелот што не крепел. И еве станува пуздар и плева, нашиот уџум рскот и врева. И еве сега се руши храмот во нашите души. И сега, сам истраден со та мала црква, и јас се уривам, лит и ја. Требаше да се создава, така да се изразам, живата снага на нашиот јазик. Без вас, Тире и Сидоне, овде се живеело и илјадници години, и пак ќе се живее. Ние луѓето сме како тревана. Ја газат, се суши, се задушува, гине, само земјата останува. Блаже Конески е тој што е нашата инспирација. Блаже Конески е тој што не поттикнува да го учиме тоа и да го сакаме македонскиот јазик и да ја сакаме македонската нација. Го поврза своето научно дело со своето уметничко литературно дело. Се повикуваме на неговото мото дека јазикот е нашата татковина. Блувото клепало гласи, нема што да те спаси. И по закони груби целеден живот се губи. Мала, напуштена црква, кој те закрепил не може, дури со двете рамени. Но слаби се тие столбови и не држат, ами лево и десно, од самата моја снага се ронат твоите свети камења. Значи, постојат моменти кои што се одлучувачки за културата, науката на еден народ, и во тие моменти Конески е главниот. И секој што ќе се обиде него да го помести од центарот, на вистина мислам дека прави нешто погрешно. Можам само да пожелам да се засили свеста за тоа дека е за македонскиот народ посебно значаен неговиот литературен јазик, ако се работи за самата негова самобитност и дека во тој поглед треба да се засилува чувството за стабилност на нашиот литературен јазик.